тата година, именувајќи го 21 февруари како ден на кој што се одржаа драматичните протести за бенгалскиот јазик. Во 2000 година, 21 февруари е промовиран и како ден на лингвистичка и културна разновидност и мултилингвизам. Во декларацијата пак на УНЕСКО за културна разновидност е наведено секако и правото на секоја личност да се изразува и да создава на јазик што ќе го избере, особено на мајчин јазик. Денешниот ден е и одличен повод да се постави прашањето колку го негуваме македонскиот јазик, дали се води доволна грижа за неговата правилна употреба, но и каков е интересот за изучување на македонистиката дома, но и надвор од нашата земја. Одговори на овие прашања утринава бараме од професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска, професорка на Филолошкиот факултет Блаже Коневски, а истовремено директорка и на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро и благодарам за поканата. Честитки направим по повод денешниот ден. Многумина ќе кажат дека јазикот е најголемото културно наследство на еден народ и истовремено представува еден од клучните елементи за одржување на историскиот континуитет на една нација. Пошто е значаен денешниот меѓународен ден посветен на зачувување на мајчиниот јазик? Па еве, вие фино направивте еден убав вовет, нели? До пред 20 и нешто години не мислевме дека има загрозени јазици и дека има јазици во изумирање, ама со самото тоа што се воведува еден ваков ден, очигледно дека има и луѓе на планетава кои што немаат можности да го зборуваат, но и да го изучуваат својот мајчин јазик. Јас еве како млада, како средношколка или потоа како студентка на Филолошкиот факултет, никогаш не сум помислила дека има некаде таму, нели, не знам каде, луѓе кои што или деца кои што не можат да зборуваат на својот јазик. Или ако зборуваат, тоа зборување на нивниот јазик, на мајчиниот јазик, е зборување само во тесниот круг на семејството, но немаат право да се школуваат, да се образуваат, да зборуваат и така натаму. Така што ете, како што кажавте, нешто повеќе од 20 години го славиме, односно зборуваме во името на правото на секој поединец да зборува на својот јазик, на мајчиниот јазик и секако тука правото да се зборува на македонски јазик, но не само во Македонија, дома, туку правото да се зборува мајчиниот јазик, македонскиот јазик и надвор таму каде што живеат македонците. Убаво кажано, за нашата држава дефинитивно македонскиот јазик е непроценливо богатство, основно национално обележје по кое што се препознаваме во светот. Во контекст на денешниот меѓународен ден посветен на зачувување на мајчиниот јазик, успеваме ли да го чуваме и негуваме македонскиот јазик онака како што би требало? Па не мислам дека е тоа доволно, се трудиме, но не доволно, бидејќи не е само чувањето ако зборуваме македонски, чувањето и ако ја читаме македонската литература, и ако ја надградуваме македонската литература и култура преку тој македонски јазик, значи не е само зборувањето по дома, нели така, на македонски јазик, туку и зборувањето во јавноста, во медиумите, во литературата, во културата и секако негувањето на доброто зборување, на коректното зборување, на точното зборување. Тоа е она што верувам ќе се согласите со мене, се чини некако на што подзаборавивме во изминативе години за жал. Денес македонскиот јазик представува целосно оформен современ литературен јазик, но сепак велат јазикот е нешто што постојано треба да се следи, да се негува, да се надградува и пред се да се зачува чистината на убавиот македонски збор. Од каде треба да тргне заштитата на македонскиот литературен јазик, чија одговорност е неговата заштита и промоција? Па еве, добро ова што го прави Институтот за македонски јазик, бидејќи на некој начин создавајќи ги тие речници, тие стануваат достапни за сите, затоа што на тој начин особено се интересни за мене речниците на архаизмите, на старите зборови. Ако вие зборувате со некое дете, нели, момче, девојче од 21 век, пола од зборовите кои што се во старите македонски народни приказни нема да ги разбере, но затоа се тука речниците да му помогнат и да се наврати на јазикот на своите предци, на јазикот на своите баба и дедо.
Но истовремено јазикот не можеме да го затвориме, не можеме ние да го конзервираме, не можеме да го оставиме во едно одредено ниво. Тој нормално дека е јазик кој што го заплискуваат силни влијанија. Јазици кои што се зборуваат и на територија на Македонија, јазици од соседите, но и нормално јазици на медиумите. Секако тука е најсилно влијанието на англискиот јазик. И сега ќе забележите дека младите создаваат еден свој сленг. Полно со своји зборови кои што тие ги разбираат. Дури, можеби понекогаш може да се случи бабата да не се разбере со своето внуче или со својата внука. Тоа е нормално, но секако треба да се работи многу и поинтензивно и на самите часови по македонски јазик и литература да се зборува правилно и постојано да се збогатува. Јазикот се збогатува и со свртеноста кон минатото, но се збогатува и со свртеноста кон иднината. Ние не можеме да забраниме сега така некои изрази да влезат во јазикот, но секако да го знаеме и автоктоното. Треба да разграничиме каде треба да го потребуваме литературниот јазик, а каде она неформална комуникација. И сега јазикот е најголемо културно наследство, треба да се развива особено свеста кај младите генерации за негова заштита и зачувување, но за да се заштити јазикот, велат потребно е постојано да се негува истиот. Колку успеваме да им посочиме на младите за важноста токму од владењето, правилното говорење, но и заштитата за чувувањето на македонскиот литературен јазик? Па, во тој поглед мислам дека малку треба повеќе да обрнеме внимание и во учењето на македонскиот јазик, да им дадеме малку поголем простор да зборуваат. Зошто сега? Затоа што медиумите, односно комуникацијата на поинакво ниво се води. Се води очигледно нели преку овие електронски апарати. И таму повеќе се пишува, меѓутоа најчесто се пишува некоректно или лошо. Да да употребиме еден посекојдневен израз. Така што ние можеби треба да водиме сметка малку повеќе да создаваме дебати на кој што младите ќе дискутираат, но истовремено во тие дискусии ќе ги коригираме, ќе ги поправаме, ќе ги насочуваме во тоа како една иста реченица, дури една иста реченица, како можеме да ја докрај да ја помакедончиме или во неа да употребиме и нели англицизми или некои други странски изрази, бидејќи нормално со медиумската комуникација, односно со комуникацијата во медиумите и особено со ова влегувањето на јазикот преку интернетот, секако дека влегуваат несвесно и кај нас зборувам кај оние кои што еве го негуваме и водиме сметка за изговорот или го пазиме, бдееме на македонскиот јазик, и кај нас влегуваат такви странски изрази. Тоа е неминовно. Меѓутоа секогаш треба да се дискутира и да се зборува и да се коригира, да се поправа. Еве јас употребив да се коригира и да се поправи јазикот. Истовремено еден странски израз и еден македонски. Кои се основните предизвици пред кои што е исправен современиот македонски литературен јазик денес? Па мислам дека треба се повеќе да обрнуваме внимание на неговото изучување во контекст на другите словенски јазици, во контекст на другите јазици со кои што граничи, затоа што македонскиот јазик не е во допир само со словенски јазици, не е во допир само со бугарскиот, со српскиот, туку е во допир со албанскиот, со грчкиот и така натаму. Така што секогаш треба да се прават тие анализи, особено за странските македонисти, е особено интересно е како одредени балканизми, односно јазични форми од другите балкански јазици влегле во македонскиот кој што е словенски, односно е јужнословенски јазик. Така што треба да се прават такви истражувања, треба на некое пониско ниво на такви истражувања да се насочуваат и младите, да се потикнуваат, да видат каде или како би се разбрале нели со своите врсници кои што зборуваат некој друг јазик во Македонија, дали имаат допирни точки, дали имаат зборови кои што се поклопуваат и во едниот и во другиот и во третиот јазик. Дали има да речеме грцизми, дали имаме елементи од албанскиот, од влашкиот. Тоа би било многу интересно за истражување и во пракса.
Кога сме веќе кај предизвиците, во колкава мера англицизмите и современиот начин на живење денес стануваат сериозен предизвик за македонскиот литературен јазик? Тие се предизвик, меѓутоа англицизмите се предизвик и за сите останати. Немојте да мислите дека нема англицизми во шпанскиот или во францускиот. И французите, односно и францускиот јазик се плаши, нели условно кажано се плаши, од тој наплив на англицизми. Исто е со шпанскиот, зошто ги споменав да речеме во францускиот и шпанскиот, па до некаде германскиот. Например, шпанскиот е јазик кој што не се учи и не се зборува само во Европа. Цела Латинска Америка или најголем дел од Латинска Америка зборува на шпански. Но и таму под влијание на англискиот јазик, односно под она што го зборуваат американците, влегуваат англицизмите. Така што и во македонскиот јазик е нормално, бидејќи знаете дека денешните млади сакаат да го познаваат добро англискиот јазик и тоа е несомнено за нив полесна можност или подобра можност за комуникација, но не мислам дека на тој начин треба толку да се плашиме. Како реков, треба да го употребиме да бидеме будни, но не постои причина за опасност. Но да го употребиме англицизмот, секако да видиме, имаме ли ние македонски израз за соодветна замена за во македонскиот литературен јазик. Што е со оние позајмици од странските јазици или да речем интернационализми, колку тие влијаат врз современиот македонски јазик? Па гледано вака имаме доста интернационализми кои што добро се вклопиле и тешко би ни било да ги искорениме. Дури во тие интернационализми јас можам да зборувам и за турцизмите. Одредени турцизми се скамениле во македонскиот јазик. Знаете, тоа се турцизми кои што циркулирале таму некаде до почетокот на 20-тиот век и останале, бидејќи потоа почнале на друга општествена и културна историја за Македонија, зборувам во текот на целиот 20 век. И сега тие се водат како архаизми, но истовремено се и некакви интернационализми. Од друга страна, имаме нели многу или доволен број на зборови кои што се влезени од германскиот, па дури од унгарскиот, па и од италијанскиот. Меѓутоа, ние не ги чувствуваме така како странски. Апсолутно. Така што не мислам дека на тој начин треба да водиме сметка и да се плашиме, ако е тој некако се вклопил во македонскиот јазик. Од друга страна, таквите интернационализми многу често добиваат суфикси и префикси, македонски, словенски и на тој начин се вдомуваат, се адаптираат во македонскиот јазик. Но секако има можност да се најде и соодветен, коректно да се направи замена за така. И сега несомнено е дека јавно изговорениот збор носи голема одговорност во секој општество, па така и кај нас, или барем така би требало да биде. Еден од поважните општествени фактори кои што имаат особена улога во заштитата и негувањето на македонскиот јазик се токму и медиумите. Колку успеваме во оваа мисија и зошто ни се случува медиумскиот етер да не биде окупиран од надворешни влијанија кои што сериозно го сквернават на некој начин македонскиот литературен јазик? Па тоа е, мислам, една глобален проблем. Зошто? Бидејќи сакаме да им се допаднеме на пошироката публика. Ако сакаме да им се допаднеме на таа поширока публика, тогаш е логички да не зборуваме толку стандардно или толку коректно, туку малку некако да го земеме тој јазик од улицата. Сега не е можеби не е секогаш улицата или малото или така натаму, дури јазикот од овие интернет медиуми, од таа интернет брза комуникација. И така некако несвесно во таа една лежерност, лежерно да зборуваме, влегува и овој начин на говорење. Така што тоа е, мислам, дека некој светски тренд од кој што не можеме така лесно да се ослободиме, но секако вие како новинари сте на некој начин во првата борбена линија. Вие морате секогаш, барем колку соговорникот да не е коректен, секогаш вие не да го поправате соговорникот, но барем вие од ваша страна да водите сметка да се задржи нивото. Секако јас исто сакам и со моите студенти кога сум на час да употребам некој сленг, некој слободен израз за да ги придобијам, но водам сметка, значи внимавам многу потоа, во текот на часот, на наставата, тоа да се врати назад таму како што треба и да биде коректно, правилно изговорено.
Апсолутно. Кога веќе ги споменавте студентите, како професор на филолошкиот факултет Блаже Коневски, најдобро се чини некако може да ни ја пренесете состојбата со изучувањето на македонскиот јазик и литература. Факт е дека со години катедрата по македонски јазик на филолошкиот факултет кубури со студенти. Каква е состојбата последниве години? Има ли интерес за изучување на македонскиот јазик меѓу младите и има ли доволно катедри во земјава за изучување токму на македонскиот јазик? Па, ова делумно се согласувам, да речеме, околу тоа, нели, колку се запишуваат, како се запишуваат. На филолошкиот факултет Блаже Коневски на две катедри се запишуваат студенти за да студираат македонски јазик и литература. Значи, едната е катедрата за македонски јазик, а другата е катедрата за македонска книжевност. Тоа се две катедри кои што се најстари. Значи, минатата година направија 75 години од постоењето, од почетокот на првиот час, каде што се изговорил македонскиот збор, каде што се слушнал македонскиот збор во образовна цел, нели така, на ниво на една висока институција, нели, во рамките на една висока образовна институција. Така што, ако одиме само по бројки по статистика, да, реално намален е интересот, така. Меѓутоа, ние зборуваме и за намален број на воопшто на помлади луѓе во Македонија. Апсолутно. За намален број на основци, за намален број на матуранти, така што не можеме ние да очекуваме наплив, нели, на студенти по македонистика. Секако дека бројката беше поголема, додека постоеше само катедрата за македонски јазик и катедрата за македонска книжевност на филолошки факултет и таму, да речеме, се изучуваше македонскиот јазик и македонската литература. Сега, паралелно со тоа се изучуваше и во Битола, но потоа се отворија катедри и на факултетот на Државниот универзитет во Тетово и на Државниот универзитет, нели, во Штип. И сега е нормално, така што ако ги собереме сите тие, нели, секаде каде што е, бројката не е така мала. Може би е мала само на филолошкиот факултет во Скопје и реков дека пред година-две беше на вистина тој број исклучително помал, меѓутоа сигурно влијаеше тоа и случајов со пандемијата и затворањето и што ќе се прави со учење македонски јазик и така натаму, но во принцип еве гледаме дека мораме да мислиме на подобри времења и не мислам дека секогаш бројката е битна, туку е бројката на квалитетни студенти што на вистина сакаат да го учат и што на вистина ќе се вложат во изучувањето на македонскиот јазик и македонската литература. Секако пресуден. Истовремено, вие сте и директорка на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Какви активности реализирате низ годините наназад, ако се има предвид дека неодамна заврши втората зимска школа на меѓународниот семинар, покрај онаа традиционална која што секогаш се одржува на лето во Охрид? Кои се заклучоците од последнава зимска школа, ако се знае дека на неја учествуваа повеќе од 40 странски слависти и македонисти? Така, значи семинарот, меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, тој има една убава традиција, оваа година 55 години правиме, тоа значи дека имаме 55 наназад, тоест 54 наназад летни школи, а се подготвуваме за 55-та летна школа и фино, мислам, забележавте дека веќе влеговме и со идеја да организираме и зимска школа. Оваа година беше втора, минатата година, значи за прв пат во екот на оној голем јубилеј 100 години од Коневски организиравме таа прва зимска школа и што може да кажеме дека во овие 55 години над 4000 странски македонисти поминале низ овие летни и сега овие две зимски школи, дека се создадоа на вистина една убава армија на странски македонисти кои што го изучуваат, но и го негуваат македонскиот јазик, но не завршува со нив. Сега оди понатаму. Тоа нас ни е најбитно, дека се уште, значи, вложуваат во тоа да образуваат нови кадри на странски македонисти. И секако меѓународниот семинар има исклучително богато издание од зборници, од научни конференции, бидејќи кон крајот на летните школи се случуваат и меѓународни научни конференции, учебници за изучување на македонскиот јазик за странци. Така што тоа е навистина една тема огромна за која што малку е во 2-3 минути. Можеме да говориме и секако во следна прилика. Така. Сосема накусно на крајот на денешниот разговор, какви мерки за унапредување на македонскиот литературен јазик треба да се преземат во иднина и како да ги мотивираме младите да покажат поголем интерес кон изучување, но и зачувување на македонскиот литературен јазик? Па јас себе кажав дека младите обично секогаш сакаат и да знаат што по завршувањето. Значи, кога ќе добијат, кога ќе се стекнат со диплома.
за македонски јазик, за македонска книжевност. Што потоа? Значи, многу е битно ние тоа да знаат дека тие ќе можат, да работат во македонската, во националната телевизија, дека ќе можат да бидат лектори, дека ќе можат да бидат новинари, дека ќе можат да пишуваат статии, студии и така натаму. Но секако, дека најмногу треба да се негува македонскиот јазик токму преку лекторирање на текстови. Затоа што, јас, иако сум професор по македонска книжевност и секако дека добро го знам македонскиот јазик, сакам мојот текст што ќе го напишам на македонски јазик, стручен лектор да го прегледа, да го провери. Бидејќи само на тој начин и јас си наоѓам некои своји забелешки, нели, ме понесува идејата, мислата и така натаму и правам некои ситни грешки. Да се запазат оние стандарди. Така, да се запазат стандардите, тоа е стручно лице и затоа велам кога тие би имале патокази дека има повеќе простор за нив како македонисти на овој пазар, бидејќи тоа сите сакаме да знаеме, секако дека ќе има и поголем интерес за учење на македонскиот јазик и секако потоа и за македонската книжевност, бидејќи од овие две катедри излегле и идните и денешните писатели. Ќе излезат и идните, но излегле и денешните писатели кои го негуваат македонскиот јазик преку книжевното дело. Професора Мојсова Чепишевска, благодарам за одвоеното време за гостувањето во утринската програма на македонската телевизија. Ќе констатираме дека македонскиот јазик, како и многу јазици всушност во светот, денеска наидува на доста предизвици со оглед на развојот на технологијата, современиот модерен начин на живот, но останува она дека дефинитивно од нас зависи колкава штета ќе нанесат условно да кажеме сите тие предизвици и колку ќе успееме да го сочуваме литературниот јазик токму за идните генерации. Пред нас е сега и пред вас како помлад нели од мене, пред вас е да покажете, дури и вие да покажете некаква иницијатива на кој начин, мислам дека македонската телевизија има и некои такви јазични катчиња, треба да има уште повеќе, бидејќи така да се слуша, да се постираат, значи не само на телевизија, туку знаеме дека има и портали и така мали реклами околу тоа, така што мислам дека мораме да работиме за да го зачуваме и да зборуваме нели правилно, убаво македонски јазик. Дефинитивно престои одговорна мисија пред нас. Благодарам уште една за учеството. Ние се гледаме во следна прилика. Почитувани, во следниве минути дел од програмската понуда на МТВ, веднаш потоа го одјавуваме и денешното издание на Македонија наутро.